Жалбата на јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Од 14 јуни годинава и жалбата на осомничениот ВТ од Битола кој е опфатен во предметот на специјалното јавно обвинителство во јавноста познат како транспортер. Против решението на судија на претходна постапка на овој суд се одбиваат како неосновани, информира Основниот суд Скопје 1 од Скопје. Решението на судијата на претходна постапка на 13.6.2016 година по повод предлогот на специјалното јавно обвинителство за определување на мерка притвор за лицето ВТ се преиначува и се определува мерка куќен притвор во траење од 30 дена сметано од неговото пронаоѓање и лишување од слобода. Истовремено се забранува осомничениот ВТ да го напушти своето живеалиште без дозвола од судот, а доколку осомничениот не се придржува на забраната против него ќе се определи мерка притвор, соопшти Основен суд Скопје 1. Надзорот над куќниот притвор се посочува во соопштението се наложува да го извршува секторот за внатрешни работи Битола, при што овластени службени лица од подрачната полициска станица во одредени временски интервали, ненајавено во текот на 24 часа ќе го проверуваат присуството на осомничениот во неговиот дом. За секое непочитување на решението од страна на осомничениот се задолжува надлежна полициска станица веднаш да го извести Основен суд Скопје 1 Скопје. Се потенцира во соопштението. Се прецизира и дека против ова решение е дозволена жалба во рок од 24 часа преку Основниот суд Скопје 1 до Апелациониот суд во Скопје.